Кога се затвораа избирачките места, атмосферата во штабот на ЗНАМ во Скопје оставаше впечаток дека се подготвува прослава. Очекувањата беа големи, бидејќи во првиот круг на претседателските избори лидерот Максим Димитриевски освои околу 84.000 гласа, што според симулациите даваше надеж за 10 пратеника. Добро вечер на сите. За пратеничка група Патем потребни се 5 пратеника. Набрзо по доаѓањето на Димитриевски почнаа да пристигнуваат и првите пребројани гласови, а кај присутните се подгреваа и очекувањата. Знам дека председателот ни честиташе пратеничка група. Веројатно ги има тој информациите дека ние имаме пратеничка група и лично јас сум задоволна со тоа. Еве, пошто е почеток, ќе бидеме скромни, како и народот, а за наредната прилика секако ќе биде онака како што треба. Со оглед дека знаме се уште млада партија, со мал временски период на постоење, со се уште мал број на членови и активисти, така да ова е сосема солиден резултат, ние сме задоволни. Како поминуваше времето и се зголемуваше процентот на обработени гласови, стануваше се поизвестно. ЗНАМ има послаб резултатот пред 2 недели. Исходот сепак беше протолкуван како успех. Ке имаме повеќе од 5 пратеника во собранието на Република Македонија и тоа за еден млада политичка партија е несомнено извонреден резултат. Првичните резултати не се во насока на тоа дека гласовите ќе го достигнат бројот на гласови кои ги достигна Димитриевски за председателските. Дали тоа ве обесхрабрува? Не, напротив, ние знаевме дека председателот на партијата има Максим Димитриевски како председателски кандидат, има исклучително повисок рейтинг политички од самата партија ЗНАМ. Повесело и пораздвижено во штабот стана по 22 часот, кога се очекуваше обраќањето на Димитриевски. Верувам дека овие избори ќе бидат дополнителна поука за сите останати политички субјекти кои што гравитираа до сега на политичката сцена. А за нас, од ЗНАМ, гордо можам да потврдам дека ЗНАМ од вечерва ја започнува својата борба за достоинствена Македонија. Димитриевски порача дека дополнително ќе се одлучува за можни коалицирања и дека не размислува да ја замени градоначалничката со владина функција. Ке останам доследен на моите ветувања и секогаш со Кумановчани и со граѓаните на Македонија единствено можам моите добри практики од Куманово да ги спроведам на дело. Според првите симулации за пратенички мандати од вечерта, носителите на листи од ЗНАМ во сите изборни единици, освен во 6-та, влегуваа во собранието. Очекувавте можеби повеќе со оглед на резултатот на председателот на ЗНАМ? Ние беме многу скромни, водевме многу позитивна кампања, скромни беме во очекувањата, се обидуваме нашата програма да ја доближиме до што е можно повеќе граѓани и мислам дека се резултатите во ред. Така како сте за во влада? Не сме воопшто разговарали за тоа, има време од утре. Како што изјави председателот, ние вчера воопшто немавме ниту еден пратеник, сега имаме пратеничка група, така што резултатите се одлични. Очекувавте ли поголем број, повеќе да добиете? Секогаш може и подобро, се разбира, но резултатите се одлични. Во мирна атмосфера продолжи прославата во штабот на ЗНАМ. Дел од присутните се веселеа надвор со музика, а раководството се повлече во канцелариите зад затворени врати.